Реката Вардар на излезот од Јегуновце е загадена, односно е од трета категорија, покажуваат испитувањата на Центарот за јавно здравје Тетово. Течението на Вардар низ другите населени места, како и реките во овој регион, Пена, Бистрица, Боговинска и Беловишка река, се од втора категорија според чистотата на водата. Познавачите на приликите велат дека најголеми загадувачи се отпадните води, но доста често граѓаните во нив фрлаат и најлонски кеси, неупотреблив мебел и слично. Скоро сите се од втора категорија, освен во реката Вардар на излез од Јегуновце, која е од трета категорија очекувано. Ние знаете дека немаме некоја во Полошкиот регион развиена индустрија, најголеми загадувачи се отпадните води и како што слушаме, во план е градење на неколку пречистителни станици, така да се надеваме дека многу брзо ќе имаме и од прва категорија на споменатите реки. Морам да спомнам дека Беловишка река е тука некаде близко до прва категорија во горното течение. Но специфично е сите овие реки во нашиот регион се богати со кислород, а тоа е добар предуслов за добра категоризација за површинските води. Со цел почиста река Вардар неодамна започна активностите за изградба на пречистителна станица за отпадни води во близина на Тетовско фалише, кои сега директно без стандарди завршуваат во неа. Во иднина се планира сите општини заеднички да настапат за во целиот регион да се изградат пречистителни станици, рече тетовската градоначалничка Теута Арифи при неодамнешната посета на местото за изградба на станицата. Сметам дека е многу важно секоја општина да направи една визија во врска со ова. Нормално дека ние како регион сме дале предност на третирањето и на депонијата на Русино, што е еден исто така многу ургентен проблем, но сметам дека по овој пример, како што е овој, апсолутно можеме да помогнеме и да се здружиме, да и на општините со помали капацитети да им помогнеме да развиваат вакви проекти, со што фондови после тоа може да се најдат. Знаете, за да можете да стигнете, например, до оваа фаза, морате да работите проект документација комплетна, да дадете дозволи за градба, се тоа да ви биде комплетирано, за да може, значи, да станете eligible за средствата од Европската унија. Пречистителната станица кај Фалише ќе се гради на локација на поранешна дива депонија, која сега се расчистува со пари од норвешка влада. Станицата треба да биде готова до 2022 година. Две жени се здобиле со повреди при пукање од огнено оружје на свадбена веселба во гостиварското село Чајле. Непосредно по ранувањето, жените се згрижени во гостиварската болница, а лицето кое е осомничено дека пукало од пиштол е лишено од слобода. Според информациите од полицијата, половина час по полноќ во дворот на семејната куќа на БХ, додека траела свадбената свеченост, имало пукање од огнено оружје. Во се уште докрај нерасветлени околности, дошло до повредување на две жени кои присуствувале на веселбата. Повредените ХИ и ММ. Повредените 44 годишната ХИ и 35 годишната ММ биле пренесени во гостиварската општа болница Ферит Мурат и медицински згрижени. Утрово на местото на инцидентот увидна екипа јавено обвинето извршиле увид и се работи на расветлување на случајот. По пријавата околу 1 часот и 30 минути, полициски службеници го лишиле од слобода БХ, домакинот на веселбата, под сомнение дека тој пукал со пиштол. Годинава ова е прв посериозен инцидент предизвикан од неовластено пукање на свечености во Гостиварско. Пред 4 дена во Тетовска Мала Речица при пукање со огнено оружје беа ранети две помлади лица, од кои едното беше сериозно повредено и оперирано на скопските клиники. И вчера полицијата приведе 6 лица кај кои била пронајдена дрога, кај наплатната рампа Гостивар. Во 20 часот и 15 минути лишени од слобода биле двајца скопјани на возраст од 27 и 23 години, поради тоа што кај нив биле пронајдени марихуана и кокаин. Подоцна во 22 часот лишени од слобода биле уште 4 жители на Скопје на возраст од 29, 33 и двајца 32 годишници,
поради тоа што при извршен преглед кај нив била пронајдена марихуана. Предходниот ден на 1 август, полицијата приведе повеќе лица за поседување дрога. Кокаин бил пронајден при преглед кај полициски службеник, 38 годишник од село Градец и 47 годишен гостиварец на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Двајца скопјани на возраст од 41 и 37 години биле приведени на магистралниот пат Гостивар-Кичево во близина на наплатната станица, зашто при преглед кај нив бил пронајден хероин. 21 годишен тетовец се приведен завчера исто така, зашто при претрес во неговиот дом биле пронајдени марихуана, дробилка и зипер кесички. Во полициската акција во Струга во притвор заврши и 31 годишникот Тетово поради поседување таблети и марихуана. Голем број граѓани решија продолжениот празничен викенд да го поминат во некои од туристичките места, како Охрид, Струга, Маврово, поради што деновиве имаше зголемен интензитет на сообраќај на западната магистрала. Според податоците од наплатната рампа кај Гостивар и согледувањата на СВР Тетово, на 1 и 2 август патарината ја минале над 50.000 возила. За да се избегнат гужви и застои на патиштата, полицијата најавува посебни мерки во недела и апелира возачите да бидат совесни и трпеливи и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Се очекува најголемиот број од граѓаните кои отпатуваа кон туристичките места да се враќаат на 4 август во попладневните и во вечерните часови. Затоа, за да се избегнат застои на магистралниот пат Гостивар-Кичево и автопатот Мајка Тереза, ќе бидат организирани повеќе служби за регулација на сообраќајот. Апелираме до возачите да ги почитуваат наредбите на полициските службеници, како и правилата и прописите, вели Маријан Јосифовски, портпарол на секторот за внатрешни работи Тетово. Како критични точки на патиштата во овој дел се сметаат Дунската и Мавровската раскрсница, како и превојот Стража, каде што возачите вообичаено прават пауза и често ги оставаат автомобилите паркирани на коловозот. Како и секоја година со сите нишани православни народни обичаи, во Тетовска Луковица вчера беше одбележан празникот Свети Илија. Благословен Бог наш всегда ниње присно и во веки веков. Амин. Во манастирот кој го носи името на овој светец се освети вода, а беа прережани кумските колачи. Еден од најзначајните старозаветни пророци бил и Свети Илија. Тој потекнувал од племето Ароново од градот Тесевит и затоа е наречен Тесевитнин, се роди во 816 година пред Господа Исуса Христа. Според преданието, татко му на Свети Илија имал видение за синот. Кога се родило детето, ги видел ангелите Божи како го повиваат со оган и му даваат да јаде пламен. Растревожениот татко им кажал на првосвещениците за ова видение. Тие му рекле да не се плаши од видението, затоа што врз детето почива Божјата благодат. За до година беа избрани 12 кумови. Од Скопје од Кисела вода, често доаѓаме тука, прекрасно е чувството да си гости на ваква церемонија. Што да кажам, возбудата е голема. Треба да се почувствува само. За сите присутни беше приреден посен ручек кој беше послужен во трпезаријата, во склоп на новиот конак на манастирот Свети Илија. Се јави благодат, недуго вонјати прокаженија очишати, тим ше почиташе его точит иселенија. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, није присно и во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи Христе Божја благослови, јас ти припоручам бидете, јако свјат еси сегда није присно и во веки веков. Амин. Нека ние четири просветилија, година да се за многу години. Нека дава Господ на сите како што треба. Иначе јас сум од село Бардоци, Скопско, а иначе одека сум дошол со колегата да си направиме едно задоволствен ручек добар. А иначе
Денеска се подготвува гравче постно, а иначе имаме и риба пржена. Со салатичка, со ракиичка, со едно, со друго, со сите што вика нишани, за да биде убаво, домаќински. Како ќе биде убаво гравчево, што е рецептот да речеме? Рецептот. Гравче кој ќе се нормално се вари, пиперче, вегетичка, солца, лауролист, макдонос, лукче, тие работи све да биде стварно гравче. Од каде е гравчево набавено? Гравчето се знае, од ето е. Црковниот одбор планира и понатаму да го уредува ова свето место. Овој празник Светилија напоношне на сите и на нас се слави од 1962 година. Значи традицијата наставува до ден денеска. Со тоа што од 62 до 2019 има голема разлика во односот на манастирот, пошто имамо иконаци направено, манастирот е направен 95-96, конаците са пред 2-3 години почнати, 4 поточно. Имаме се на почеток на патот, кога влеговте во село Луковица, имаме едно мало црквиче и стои манастирот, а имаме се на 100 метра понагоре имаме црква. И тука се исто и гробиштата од селото што закупуваат. И годинава имаше доста посетители од Тетовско, но и цела Македонија, кои празникот го искористија да уживаат во убаво друштво, музика, но и ладовината во густата шума веднаш до манастирот. Па, доаѓаме, родителите негови потекнуваат од овде и ми е свака година, традиционално. Доаѓаме. Со семејството, еве денеска е петок, гравче, риба, све. На традиционален начин подготвувате? Да, да. Па, ништо наедноставно, гравчето нема рецепт, нема марифет. Тоа е само по себе си се вари, си се спрема, така. Во Луковица има 3 православни светилишта. Црковниот одбор се подготвува за прослава на празникот Света Петка, светица која го носи името на храмот на влезот од самото село. Свирав во бенд и еден од моите пријатели во бендот ми кажа за Беркли дека постои, дека има програма за музичка продукција и инженерство. Коцките се склопија и решив да си ја пробам среќата. Никогаш не верував дека ќе влезам на Беркли, а ни на крај памет не ми доаѓаше дека ќе влезам со стипендија. Имав дел стипендија од самиот коледж, меѓутоа немаше да можам да студирам таму доколку Министерството за образование не ми дадеше стипендија тука. Здраво, јас сум Драги Иванов, музичар и продуцент. Свирам од свој 12 години гитара и во последните 6 се занимавам со продукција. Завршив на факултет за музичка продукција и инженерство на Беркли во Бостон, Америка. Имаме квалитетни и креативни музичари овде, меѓутоа мислам дека сите се штедиме затоа што не гледаме многу што може да се случи овде, но исто така осетив дека има некој нов бран на енергија и на нови млади луѓе што сакаат да направат нешто. И мислам дека сме само на почеток. Работев за Alex the Kid во неговата продуцентска куќа Kid in a Corner. За таа една година успеав да стигнам од асистент инженер до главен инженер и во таа една година работев со прилично познати лица, барем таму, и кои Her, A$AP Ferg, Charlotte Day Wilson, Fetty Wap, успеав да видам како функционираат многу успешни луѓе таму. И мислам дека овде што ни фали работа. Ако можам едно нешто да донесам и да бидам пример за тоа е да вистина да се посветам и да работам. Ке има едно решение за двете, а тоа е да си има трпение, едноставно да се работи и секој си дојде на своје место. Да си дозволат и време и место да се спознаат сами себе и да научат што ги прави тоа што се среќни. Да има трпение. Секој дојде во свое време, на свое место, само многу работа и единствениот успех би рекол дека е да се будат среќни. До институциите би рекол дека би било убаво да дадат поддршка и потпора, за да можат луѓето да бидат волни и да сакаат да ги следат своите соништа.
Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Дуваше засилен ветер од западен правец. Температурите се движеа во интервал од 18 до 32 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и ветровито. Ќе дува умерен до засилен ветер од северозападен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 17 до 29 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.